Општината во која што се наоѓа и овој суд, и владата, и МВР, и собранието е со ова акција за апсење на председавачот на Советот на општинен центар и официјално блокирана. За мен лично тоа воопшто не е никаква случајност, затоа што намерата е токму тоа политичкиот момент, односно се блокира работата на општината која што власта ја изгуби на локалните избори. Она што е многу битно е да се каже дека со ова се спречува реализирање на изборните ветувања, но на што заедно и како градоначалник и како советници го ветивме на локалните избори. Со ова се спречува не само поништување на дуповите, што е многу битна тема за власта, туку се спречува нормалното функционирање, ако сакате, на општината, затоа што ние имаме на дневен ред ребаланс на буџетот, потоа доаѓа буџетот, значи ние сме буквално блокирани. Како еден детаљ, да ви објаснам дека на наредната седница беше планирано да имаме ребаланс за парното грејење, што значи дека училиштата и градинките во центар ќе останат без парно грејење, затоа што општината центар нема да може да обезбеди простор програмски, односно во буџетот сето тоа да го плати. Не случајно акцијата е наречена председавач, затоа што признато е фактички од страна на власта дека идејата не е и поентата не е да се третира случувањето во машинопромет, туку токму општинен центар. Според нивните омилени новинари, слушам дека по акцијата председавач треба да следи акцијата градоначалник. Јас сум тука, јас не се плашам. Ниту советниците, ниту јас нема да прекинеме да се бориме за оно што во што веруваме и оно што го ветивме. Но на крај сакам следното да го кажам, дека сите режими, сите диктатури воедно се разликуваат и воедно се слични. Се разликуваат по тоа колку траат, некои траеле година повеќе, некои година помалку, но сите исто завршувале, сите на крај биле поразени од народот.